mojo srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Se odkažav od grevot smrten, mir vam, Tatko moj nebesen, i Slovo Božjo mi isprati. Sino tvoj, Isus, da ne spasi, Bogoroden vo tebe sum. Tatko moj nebesen. Tatko, во името Исусово, зборувај денеска низ мене. Нека секое слово биде живо, поостро, двостар меч, да го оддели телесниот од духовниот човек. Да ми ја покаже патеката на љубовта, да ме одврзе од злото, со сето свое срце и душа да повикам кон тебе, да дојдеш во моето срце, да се населите со Таткото во дух во мене, да се разбуди духовниот човек, да ја разберам широчината, длабочината, височината, сета широчина, длабочина и височина на животодавното слово, на словото на животот. Те сакам, Господи Исусе Христе, овде, во раната мугрина, буден во Исуса Христа, повикувам кон Тебе и денеска и довека за сила, за љубов, за водство, за живот, здив и се. Те молам да дојдеш на Македонскиот полуостров, да ги измириш сите сатански стратегии на негирање на народи, на омраза, на гнев, на непокаяни гревови, да повикаат вистински кон Тебе, да бидат вистински Твои припадници, представници на земјата, не само делумно во умот, а со срцето да се далеку од Тебе. Ти благодарам што зборуваш низ мене, што ме облеваш со сила. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам за Грција, Бугарија, Албанија, Македонија, Србија. Да дојде Твојот дух на мирот и на љубовта, да не измириш едни со други, да се љубиме едни со други, да не се пизмиме и мразиме, да сопре стратегијата на негирање на македонците, да се завземе таа територија која е Твоја. Македонија е Твоја земја, Ти си ја создал. Ти не водиш, Ти не избра да бидеме сад, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, да повикаме кон Тебе, кон апостолот Павле. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам да ни го отвориш умот на секој еден кој го слуша ова слово, да разбере што му порачуваш. Пазете, зборуваме за пренесување на туги знаења. Знаете, тоа е христијанство, пренесува туги знаења. Не ги проверил од себе, не се од него слезени под духот, него некој друг ги слегол и тој ги зема, ги учи некои, како да речеме, постапки, имитира обредни постапки и продолжува да се однесува како тој да е тој. Дека е спремен да биде учител, пишано е: не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиете. Значи стануваш пренесувач на туги знаења, репетитор, звучник, антена, папагал, прелюбодеец или крадец на туѓо знаење. Ке ја уништам, цитат, човечката мудрост. Знаете, човечка мудрост, ке ги отфрлам нивните најсовршени идеи, затоа што ни филозофите, ни законодавците, ниту научниците на овој свет не ве спасија. Бог ни покажа, пазете го тој момент, дека мудроста, знаењето на овој свет е далеку од мудрост.
Ако некому му не достига мудрост, нека ја бара од Бога. Во Јаков. Кога мудриот Бог виде дека луѓето преку сопствена мудрост никогаш, пазете, туѓо знаење, нема да дојдат до него. 1 Коринќаните 1:20-22, никогаш нема да дојдат до него и на земјата паднати, пазете, и тие со тие телесни учења, со туги знаења од некој што бил предходно, преповторување, дали ќе бидат тоа свети отци, ќе читаш од некој пророк, или ќе раскажуваш од некој реформатор, се едно е, паднати сте телесни заедници, кои се темелат на човечко знаење, поделен Христос, шират туѓо знаење, не од светиот дух. Знаење од човек, искуство. Имаме 3 основни извори на туѓо знаење. Тоа се Мартин Лутер, кој извршил реформација 400 години, нели, и се одбележува, дури и денот негов се цитира во неколку доктрини кои се погрешни, сите сме ги зборувале. Само верата. Овде пишува верата без дела е мртва. Само благодат. Овде пишува благодата да не остане празна. Само словото. Овде пишува словото без дух е мртво. Доктрина на предодреденост, едни ги родил Господ, лоши, други добри. Не е точно. Дека не можеме ништо да направиме, не треба ништо да правиме. Замислете, и други, одиме понатаму, значи, преджвакани знаења, мудрување од човечки ум. Второто е преродбата што се случила на улицата Азуза во Лос Анџелес, Калифорнија, каде слегол Светиот Дух во еден период, имало силно проблеснување, исцелување и водство, кај Вилијам Џеј Сеймур од 9 април 1906 до 1915, значи 9 години слегла сила на Светиот Дух и од тука е направена Пентакосната црква. Значи од тука се црпи знаење, вториот извор. Ако земеме, зборувам за современите цркви кои зборуваат за Исус, не зборувам за вавилонски цркви, за како да ги наречеш антички цркви, старозаветни, какви што се, например, доктрините кои се внесени во македонската народна култура, православието, а потоа католиците го превзеле тоа од Олим, под олимската митологија, од неолитска Македонија. Значи, слегла сила на Светиот Дух, Пентакосната, и понатаму денеска од 14 август 1915 до 24 септември 2003 Дерек Принс, Индија, роден, починал во Ерусалим, и денеска од него се прави исто така култ. Се вика школа на Дерек Принс, а тој е починат, и тоа ќе се прераскажува, и тој станува одеднаш доминантен, наместо духот да ги води, тие се базираат на стари учења, на туги учења. Знаете, на кои се вкоренуваат протестантските заедници, наместо да бидат водени сега и овде од духот на Исус Христос. Прашањето е зошто духот не им се објавува и мораат да читаат, да користат туги учења и искуства. Ете тоа е, например, имаме еден исто интересен човек, чита од една жена што пред 100 години, истото прашање зошто духот не му се објавува. И духот не останува празен. Замислете сега ти пред 400 години, тогаш се објавил, или сега пред 100 години, или еве го сега со Дерек Принс и го раскажува што уште 300 години нема никакво проблеснување. Пазете, православците читаат, учени се од свети отци, исто така некој што раскажува, но тука се слави се и се што, се слават луѓе, се прави делопоклонство. И тоа може да се нарече богородично христијанство. Наместо Светиот Дух да прима. Ако не сте водени од Светиот Дух, земните учители од кој дух се водени? Тука е смртта на тугите учења. Во свое време го јави Словото. Исус, преку пораката што ми ја довери мене по заповед на нашиот Спасител Бог Отец, Тит 1:3. Значи, тој избира учители, ти си избираш учители своји на Мојсеевиот стол, седнаа фарисеи и садукеи, и они ти раскажуваат некои приказни, тоа станува догма, доктрина, мртво знаење во кое е погреван Исус Христос. Има време на јавување на Словото. Пазете,
им јави порака на Словото во духовна власт, сила и толкување. Он зборува и живее, решава, ги врши делата во мене. Апостол Павле, дури Господ Исус Христос, кога мајката на Завеедевите синови бара тие да седнат од десната страна, фаќа врски, нашиот семоќен Господ Исус Христос и вели, јас не решавам кој ќе седне од десната или левата страна. Знаете, и јас не решавам. Тоа е целата суштина, водство од Духот, 1.9, значи апостол Павле Тит 1.9, Божји распоредник. Пазете, интересен превед. Он те назначил, распоредил, треба да е гостолюбив, пазете, добролюбив, пазете, внимавајте, трезвен, справедлив во неговата правда, свет во него осветен, бидете свети, оти јас сум свет. Те сакам, Господи, сега воздржлив, кој се придржува од што се држиш, што си учен, од знаење телесно, за што се држиш, или од Духот Свети, до вистинското слово. Значи има слово не слезено, слово кое се прераскажува, туѓо знаење. И тука грешиш, онака како што е научен од Духот Свети. Учен, неучен од луѓе, туги знаења, се јавиле некогаш некому и ти ги прераскажуваш, ги повторуваш, па да биде силен и да ја подучува. Не барајте мнозина да бидете учители, да ве подучува, да останете учители, зашто знаете дека поголемо осудување ќе добиеме. Јаков 3.1. Зборуваме за соодност, он назначува едни за учители, апостоли, пророци, евангелисти. Те сакам, Господе Исусе Христе, се враќаме во Тит, да биде силен и да подучува во здравото учење. Пазете, здраво учење, да ги побива оние кои се противат. Тит 1.9. Видите? А ти одиш во заедници во телесен дух или без Дух Свети, водство и поука, и кога ќе се сретнеш со светлина, со Светиот Дух, бегаш од неа, оти делата му се лоши, има ли дела на љубовта? И тука е тој момент. Ако светлината што е во тебе е темнина, каква ли ќе е темнината, си бил во погрешна заедница и одеднаш ќе дојде Духот, не го препознаваш, а полесно му било да седи во туѓо учење, каде што немаш многу обврски, каде што мислиш дека е некаква техника или некакво умствено знаење. Пазете се од лажните пророци, водени од телесни знаења, не од Духот, кои доаѓаат кај вас во оваа кожа. Пазете сега. И одвнатре се волци грабливци, во овча кожа доаѓаат, а одвнатре се волци грабливци, по нивните плодови ќе ги познаете. Матеј 7:15, 16. Имаат ли плодови? Пазете, што значи тоа плод? Имаат ли плодови за Исус? Дали говорат од себе, од знаење, од луѓе, туги знаење, или ги води Духот Свети? Бидејќи, апостол Павле, не сте вие што ќе говорите, односно Исус зборува, туку Духот на нашиот Отец ќе говори преку вас. Матеј 10:20. Тоа е целата суштина која ретко кој ја применува и разбира, бидејќи не си му ја предал власта на Господ Исус Христос, не си се откажал од себе си се држиш до своето, до старото, си раскажуваш туги знаења и тој сака да ни ги земе традициите. Ова го повторуваме често. Тоа беше главното обвинување на садукеите и фарисеите и писмознанците до Исус, а истото е во Македонија. Он сака да ни ја земе верата. Они си палат свекички, си носат масленце, си прават некои обредчиња, бесквасно, квасно, гравченце, јајценца си чукаат, мали деца што се расправаат по пазариштата. Дали си ученик поголем од својот учител, ти сега ќе го учиш 10:24, па самиот се водиш, се назначуваш да ги учиш другите со туги учења, своји сили, или... Пазите се, тој ми доаѓа и ми вели, ова сум го зборувал еднашка,
Имаме различно мислење, ама во ист дух сме. Не, еден дух, една мисла, едно тело. Не зборуваш ти, тој воопшто не разликува, а мисли дека е христијанин. Што значи духот да зборува? Он мисли тебе ако ти дојде нешто дека тоа е од духот. Зошто тој не роди? Тој не роди таткото по своја волја преку словото на вистината. Ете го тој момент ако некој не се роди од духот. Ти мораш да се родиш од словото, да му дозволиш на словото да остане во тебе, да бидеш негов ученик, дали сакаш да учиш или знаеш, ти си научен неколку месеци, години, си бил таму негде, слушал неколку стихови и репетираш стихови, се маваш како со камења. Во 21 стих се вели, отфрлувајќи од себе секаква нечистотија и злоба. Тој е стариот човек, стариот ти. Ти сакаш да живееш и во светот и овде. Нема. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. Дали го бараш Царството Божјо? Значи, туги човечки желби, мудрости и знаење да отврлиш секаква нечистотија и злоба, со кроткост примете го насаденото слово. Треба да се насади ова слово. Тоа е дух, дај духос се вика на царскиот македонски јазик кој не, на кој е донесен овој нов завет кај македонците. Пазете, дај духос. Значи, со кроткост примете го насаденото слово да се насади во нас, кое може да ги спаси вашите и мојата душа, се разбира Јаков 1:21. Словото спасува. Ако станеш негов ученик, ако не се срамиш од Исус, ако го живееш Словото, не само говориш за Исус, да го извршуваш Словото, бидете извршители на законот. Во Јаков се вели, не само слушатели. Лажни учители со човечка мудрост, туги учења пренесува. Значи имаме три основни на современата црква заедница. Мартин Лутер, улицата Азузе во Сан Франциско, во Лос Анджелес, Калифорнија, и денеска Дерек Принц. На врз тие тројца се базира современата протестантска црква и ги преповторува тие туги учења. Сигурно има и некаде каде што ги води духот. Не зборувам за да кажам дека ние сме тие. Јас сум само сад и дозволувам Господ Исус Христос да зборува. Зашто мнозина непокорни празнословци, измамници, на кои треба да им се затвори устата так со патент, крај на програмата, затоа кога ќе дојде некој со таков дух во заедницата, веднаш се надкрева сила и го изгонува, го предава на сатаната каде што и припаѓа. На кои треба да им се затвори устата, тие растураат цели домови. Молитвен дом си ти, тебе те растураат. Затоа им велам на луѓето, не слушајте други проповедници, не слушајте се и се што ќе се наполниш со знаења и потоа нема место во твоето срце за љубовта на Господ Исус Христос, која го надминува секое знаење. Тие растураат цели домови, молитвен ден, учејќи на она што не треба, поради одвратна печалба Тит 1:10-11. И кога ќе видите дека поголем број од тие заедници се финансирани со пари од странство и на некој одреден период им доаѓаат проповедници, им кажуваат што треба да проповедат, тие се водени од мамон, бидејќи немаат слобода на духот да проповедаат што сакаат. Тит 1:10-11, тие зборуваат дека го познаваат Бог, ние зборуваме татко, зборува, а не извршува, а со делата своји го одречуваат, бидејќи се одвратни, непокорни и неспособни за никакво добро дело. Тит 1:16 или 10. Така да онаа доктрина на која се темела дека не треба ништо да правиме, се направил Господ за нас. Да, до моментот кога ќе се разбудиш и ќе ти каже, ќе станеш свесен, тогаш требаш да станеш, да бидеш раб Божи, слуга Божи, да почнеш да работиш за Царството Божјо, за да станеш сотрудник чие имиња се запишани во книгата на животот. Препорака е да го зборуваш она што се согласува со здравото учење. 2:1. Ти да зборува духот, он е учител, не стари туги учења си ги научил на памет. Да не се
хули Словото Божјо 2:5 Тит го зборуваш како ти да го знаеш. Ти си го спознал со човечка мудрост, да не слушаат јудејски, стави заграда македонски бајки и заповеди, науки, туги знаење и искуство од луѓе кои одвраќаат од вистината. Тит 1:14. Видете, тоа е проблемот на современото христијанство. Тие преповторуваат, прераскажуваат туги знаења од Мартин Лутер, од улицата Азузе, 50-ницата, и од денеска Дерек Принс, кој на вистина во одреден момент сите тие движења на духот преку одредени луѓе, но не треба да се прави култ на луѓе, нели, извршиле некаква промена во духот во тоа време, за таа состојба, а ти ја земаш генерално, бидејќи не разбираш дека духот е безвремен, безпросторен, бесконечен. Тоа е љубовта која никогаш не сопира и тој треба да те води, не да те водат луѓе и туги искуства. Значи, ова зборувај го во дух, советувај и изобличувај со полна власт и дух. Никој да не те презира, 2:15. Потоа зборува за бања на преродување, обновување во светиот дух, изобилно го изли на нас преку Исус Христос. 3:6 го излева духот на синовите негови, им го даде духот на својот син Исус. Бегај од човек раздорник, откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати. Тит 3:10, преносител на вирус, туѓо знаење од изопачен човечки ум, сопствена мудрост која не носи подалеку од Господ Исус Христос. Значи, со човечка мудрост не се стигнува до Исуса Христа. Откако го очистивте, одиме 1 Петар 1:22, душите своји. Мораш да се исчистиш со послушност. Кого го слушаш? Ти сакаш Исус да го слушаш. Мене Исус ме учи, се врати во светот и состојбата е денеска полоша. Тој мисля дека духот ќе ги учи здраво за готово, се вели во македонскиот јазик. Да, духот те учи ако му ја дадеш власта во тебе. Ако му ја дадеш душата, нему му ја вратиш во собственост. Ако му предадеш се, ако се исчистиш од својот стар квас, од тоа што ти сакаш, ако дозволиш духот да зборува, ти да бидеш сад, да се вратиш во рацете на грнчарот. Значи, откако ги очистивте душите своји со послушност кон вистината преку духот. И ти сега кого ќе слушаш? Па сигурно има некој старешина кој ти дал, некој апостол Павле во групата. Знаете, а ти сакаш лично да дојде Исус. Не можеш да го примиш ти тоа, не го разбираш. Потребно ти е учење, да се откажеш. Со нелицемерно братолюбие сакајте се еден со друг постојано и со чисто срце. Вчера имавме служба на интернет. Слезе ова кај Манде, јас сум љубов константна, непроменета, постојана. Љубовта негова е природа, како преродени, неодраспадливо семе телесен човек, туку од вечно преку Словото на живиот Бог кој треба да остане во тебе, кој живее во сите векови. Тој е над време, простор и свест. Затоа не треба да се фатиш за туѓе учење, да се наполниш со знаење, да бидеш гор дека ти знаеш, ти си спасен, ти си крстен, ти зборуваш јазици, ти исцелуваш и велиш Господе, Господе, затоа што не сите што велат Господе, 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 ќе влезат во Царството Божјо, туку тие што велат Татко мој кој си на небесата, тие што Исус го прославуваат внатре во своето однесување, тие кои повторуваат постојано Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, зашто телото е како трева и секоја човечка слава е како цветот трева, се исушува тревата и цветот нејзин опаѓа. Затоа не треба да се става, например, како може да има министерство Дерек Принс, а тој починал, заминал се вратил. Замислете какво идолопоклонство прават. Да, требаше да се зборува некако поинако. Министерство на
од духот преку тој што слегло, например. И сега тие взборуваат и ликот на Дерек Принц го стават како култ помеѓу нив и Исус Христос. Ако еден ден и ова слово остане, ако сака Господ, овие слова што слегуваат, зборувам за ова, вакви делови, кои се објавени поуки во Духот 1-2 и понатаму, избришете го моето име, јас не сум ништо, јас сум кал земја. Исус Христово учење по дух треба да се нарекува. И толку. Немојте да се врзувате за луѓе, да правите идолопоклонство, тие да стојат меѓу тебе и Исус и не ти дозволуваат да го познаеш и спознаеш Исус, да го возлюбиш и заљубиш до крај, бидејќи зборуваш за некој друг, сведочиш од некој друг, а тоа не е негово. Прашање е дали сатаната успеал да вметне нешто да те затруе. Словото Господово станува за секогаш. Тоа е љубовта која никогаш не сопира. Тоа слово е Евангелието што е објавено. Има разни препеви, преводи, не треба да се чита здраво, за готово, буквално, телесно. Треба во духот да се разбере, да ти го отвори умот Таткото Небесен, да го разбираш ова слово, да го оживееш словото, да остане во тебе. И тогаш ти нема да кажеш 5, 6, 7, 8 статистика духовна, туку во сила ќе го проповедаш, не со убави зборови, во сила. И вие таму на другата страна ја сеќавате таа сила, првин мирот Исусов во твоето срце, да излезе се што не е од Исус кај секој еден што ќе го отвори срцето и ќе каже прости ми татко, погрешив пред тебе и пред небото, дојди во моето срце, или како евнухот ќе падне на колена, ќе го чита наглас словото, ќе го исправи срцето кон Бог и ќе посака да се предаде, или како израелците ќе поминат низ Црвеното море, но немојте да мрморите во пустината, ова, она. Те сакам, Господи Исусе Христе, да си изберете своји водачи. Мора да му дозволите на Духот да ве кастри, учи и обликува. Бог, Таткото, кого го љуби и го кара, како што ние не им дозволуваме на децата да прават се зашто ќе изгинат. Ако те го казниш детето со стап, нема да умре. Но ако го оставиш да греши, кој знае каде ќе заврши, во каков ѓол, дол. Те сакам, Господи Исусе Христе, во оваа долина на сенка смртна, ја враќам Македонија во Твоја собственост на Македонскиот полуостров. Се молам за грците, бугарите, албанците, србите и македонците да се покајат, вистински да повикаат кон Тебе, да не се мразат едни со други, да не се негираат дека нема или има македонци. Ти си ги запишал, еве јас сум македонец, човек во духовна сила кој повикува кон Господ Исус Христос. Тоа е македонец. Те сакам, Господе Исусе Христе, покајте се приближи Царството Небесно, се што е од Исус нека остане во секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Исус Христос. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово. Бегај од Македонскиот полуостров, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Те сакам, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе, до Божиот Царство Небесно. Амин. Брате и пријателе, те мачи нешто, не функционира светот, нема правда, нема мир, нема љубов. Повикај, дојдете при мене сите кон Господ Исус Христос. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Повикај и не отстапувај. Остани во тоа, дозволи да дојде Господ Исус Христос со живото слово, да те оживее во внатрешен духовен човек и да победуваш со љубовта која е единствената вечност и никогаш не сопира. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта Исусова да ве преплави. Амин, до Божиот Царство Небесно. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе, душава